Во студиото со вас, Тамара Дичовска. Почитувани, добро утро. Ви благодарам што и ова утро ситела вашиот избор за утрински вести. Денеска се одбележува 1 месец од катастрофата во дискотеката Пулс, каде загина 61 лице. Синоќа се приведени уште 7 нови полициски службеници кои се поврзани со пожарот во дискотеката, а денеска треба да бидат изведени пред судија на претходна постапка, изјави државниот обвинител Љупчо Куцевски во телевизиско интервју. Куцевски не исклучи можноста да бидат приведени и други полициски службеници до завршување на истрагата. Во истрагата веќе се опфатени 7 полицајци кои се во ефективен притвор. До сега официјално за пожарот во Кочани, каде загина 61 лице, има 52 осомничени. Министри, градоначалници, инспектори, полициски службеници, обезбедување на клубот и сите кои според обвинителството не постапиле во однос на оваа дискотека и оставиле со години да работи без да ги исполнува условите. А според опозицијските партии СДСМ, ДУИ и Левица, истрагата се води селективно и ги штити функционерите од ВМРО-ДПМН. Според министерот за внатрешни работи, трите партии се здружени бидејќи им пречи што Македонија почнала со расчистување на корупцијата. Од СДСМ го повикаа Тошковски да не се жали на Фејсбук и да си поднесе оставка. Приврзоците на ДУИ и политичките паразити денес глумат глас на совеста. Министерот Тошковски преку Фејсбук одговори на секојдневните напади на ДУИ, СДСМ и Левица, кои обвинуваат дека истрагата за Кучани ги штити функционерите на ВМРО-ДПМН. Трите партии според Тошковски се здружени бидејќи им пречи што Македонија конечно почна со расчистување со корупцијата и ставање крај на политиката на неказнивост. Левица се храни со гневот на народот. СДСМ не поднесе одговорност за ниту една трагедија, а ДУИ да одговори каде е груби. Ова не е само моја битка, ова е наша битка. Ова е битка на сите граѓани кои 30 години живеат во држава во која политичката елита си играше фудбал по канцеларија и ја шутираше Македонија како топка. Денес наместо тие да ја шутираат државата како што сакаат, законот почна да ги удира токму таму каде што најмногу ги боли. Правдата почна да тропа на вратата на секој оној кој мислеше дека таа никогаш нема да го посети и таа правда нема да се врати назад без резултати. Ако нападите се цена што мора да ја платиме за ова, тогаш јас сум подготвен секој ден да ја плаќам, затоа што ова не е само политичка битка. Ова е враќање на Македонија токму каде што е местото, во рацете на граѓаните, а не во рацете на криминалците, се вели во реакцијата на Тошковски. Наместо да се жали на Фејсбук, Тошковски да си понесе оставка како минимум чин на лична одговорност, му порача од СДСМ. Додека истрагата веќе стигне до 2012 година, лицата кои реално имале моќ и обврска да спречат трагедија, остануваат недопирливи. Началници, командири, луѓе од Бирото за јавна безбедност, па дури полицајци што биле таа вечер на лице место, никој од нив не е ниту повикан, ниту истражуван. Тоа е срамно. Тоа е директен доказ за селективна правда. Има поголем доказ за морален пораз од тоа што советничката од ВМРО-ДПМН во Советот на Кочани поднесе оставка, а министерот не. Предходно преку писмено соопштение оставка од Тошковски побара и од ДУИ, бидејќи како што пишуваат, во Македонија постои јасна традиција министер да понесе оставка по голема трагедија. Вчера Левица во собранието поднесе интерпелација за работењето на министерот за внатрешни работи. Одвреди денеска велат дека интерпелацијата е депласирана, бидејќи 30 дена се прекраток период за да се дава оценка како се води истрагата за Кочани. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. ДУИ смета дека истрагата за Кочани добива етнички присвук. Побара надзорна расправа во собранието, предлог кој доби поддршка од пратениците на СДСМ, но не и од мнозинството пратеници. Пратениците на владеачката коалиција останаа воздржани од гласање, бидејќи сметаат дека прво треба да заврши истрагата. 61 душа отидоа. А ние се уште политички сакаме поени. Дали требало надзорна расправа, дали требала анкетна комисија. Ма луѓе, нема више време. Нека обвинителството продолжи да си работи, но ние како пратеници мораме да кажеме дали сакаме или не сакаме вистината да излезе на површина. Кочани е резултат на вашата бахатост. И ако никој од вас не чувствува вина, како што сите треба да чувствуваме вина за она што се случи во Кочани, тогаш вие на вистина сте само профитери од вакви несреќи. За дискусиите за несреќите што се случија во Бугарија со Беса Транс и за модуларната болница во Тетово, каде што имавме голем број на починати лица, и знаете што се случило во собрание? Председател на собранието
ја суспендираше работата на комисијата. Значи, прв пат во историјата, парламентарната историја на оваа држава, се случи суспензија на работа на дотична комисија. Алијанса за албанците одлучи дека ќе настапи со своји листи на локалните избори, но нема да излезат од коалицијата Вреди. Ова беше одлучено на синокишниот партиски состанок во Тетово. Се уште не е донесена одлука кои кандидати ќе бидат предложени за градоначалници. Таравари повтори дека се уште дел од Вреди, а ако останатите во коалицијата одлучат да ги исклучат, ќе одговорат со своја одлука што понатаму. Не е планирано ниту да излезат од владата. Алијанса за албанците дефинитивно во сите општини ќе излезе со сопствена листа за советници, каде што се натпреваруваат албанците, мислам за западниот дел од државата, и Алијанса за албанците од почетокот на мај почнува на терен да ги формира своите штабови и да комуницира со политичкиот актив. Не излегуваме од коалицијата Вледи, ние излегуваме со наши листи, така да ова е наш заклучок. За другото, сега ние мораме да излеземе со наши советнички листи, така одлучивме, а за соработка и така ние сме во Влед, нема што излеземе во Влед. Љупчо Палевски денеска ќе продолжи со неговото сведочење за убиствата на Вања Ѓурчевска и Панче Жижовски. На минатото рочиште на прашање на неговата одбрана, тој тврдеше дека ниту ги убил, ниту ги грабнал Вања и Панче, поседувал илјадници прислушкувани разговори на моќници милиардери, па ако сакал да изнуди пари, ќе ги оценувал нив, па затоа немал мотив да ги грабне Вања и Панче. Палевски тврдеше дека не избегал во Турција, туку заминал да го расветлува убиството на Гоце Делчев. Рочиштето е закажано за во 10 часот, а дел од неговото сведочење ќе имаме во вестите точно напладне.